По 6 години барања, преговори и незадоволство, Министерството за здравство и гранковиот синдикат се договорија и го решија проблемот со непризнатото високо образование на медицинските сестри и техничари. Од септември, сите што имаат дипломи за завршена висока медицинска школа од страна на државата ќе бидат и соодветно платени. Се направи анекс на колективниот договор согласно Законот за здравствена заштита, начинот на кој што се одредува висината на платата. Драго ми е што е ова на еден начин и уште едно зголемување на примањата на една категорија здравствени работници кои што навистина несебично се дадоа себе си во менаџирањето на ковид кризата. Со ова, од синдикатот се убедени дека ќе се стимулира едукацијата и наобразбата на средниот медицински персонал и ќе сме чекор поблиску до европските стандарди. Европските директиви за здравството се во насока на признавање на високото стручно образование на медицинските сестри и техничари, во смисол нивната препорака е дека тој сооднос во здравствените системи би требал да се движи негде 50 со 50%, значи 50% високо стручно образование со 50% средно образование. Во нашиот здравствен систем тој сооднос е се уште многу понизок од тоа, негде околу 23% се сестри со високо и техничари со високо стручно образование, па се надеваме дека со оваквиот пристап, со овој додаток за образование, веќе влегуваме и во тој процес на такво препознавање. Битката за признавање и соодветно плаќање на високото образование со години наназад ја водеше Сојузот на здруженија на медицински сестри. Дали со ова конечно нивната заложба го добија посокуваниот резултат? Анексот треба да уреди многу работи кои што за нас се така да кажам нови области за решавање на одредени проблеми со оглед на тоа дека систематизациите во голем број од здравствените институции не се завршени и сите овие сестри со високо образование нема да можат во старт да бидат систематизирани со местата, тоа значи дека не може да добијат решение и трансформација на коефициентите и ќе добијат само финансиска надокнада. Значи тоа е многу далеку од генерално решение на признавање и валоризација на високото образование. Инаку, одлуката за признавање на високото образование се однесува на медицинските сестри и техничари кои што завршиле високо школо или специјализација и се стекнале со образование од 180, односно 240 кредити, а досега тоа образование не им беше платено.